Негирањето на македонската нација за Бујар Османи било бркање политички поени. Ниту последните провокации од Бугарија не се доволни за македонското МНР да испрати протестна нота. За подпредседателката Илијана Јотова ние сме биле така наречена македонска нација, а првиот дипломат само и возврати дека ваквото однесување било за осуда. Јавноста се навикна на реакциите од МНР само кога тие ќе бидат изнудени од новинарите на пресконференции. Без никакво чувство за важноста на билатералните односи помеѓу двете држави, ја злоупотребуваат оваа тема за дневно-политички агенди и можам само да ги осудам таквиот начин, кој што не носи добро ниту на Република Бугарија, ниту на односите помеѓу нашите две држави кои што се НАТО сојузници и повторно ќе кажам, подпредседателката Јотова предничеше во оваа агресивна кампања која што можам само да ја осудам. Јотова вчера испрати серија жестоки критики кон Скопје. Македонија не дава ниту знак за запирање на јазикот на омраза кон Бугарија. Неприфатлива и недостојна е злобата кон се што е бугарско, која расте и останува неказнета и престана да биде билатерално прашање. Јазикот на омраза на Македонија кон Бугарија веќе е европско прашање. Во соопштението за нејзиниот одговор, објавено на веб страницата на председателската институција, пишува така наречената македонска нација. Според Јотова, Брисел не ги прифаќал заткулисните обиди на власта во Скопје да ја заобиколи преземената обврска за вклучување на бугарите како државотворен народ во уставот, кој го нарече северно-македонски. Без бугари во устав нема Европска унија. Вчера порача и председателот на Бугарското собрание, кој при својата посета на Македонија во 2 наврати ги избегна новинарските прашања и пред црквата Свети Спас, каде се поклони на гробот на Гоце Делчев, и во парламентот, каде се сретна со неговиот македонски колега.